За 7 години ја извадивме виница од должничката кал во која тонеше до 2009 година, кога ВМРО ДПМН ја презеде власта во општината. Мандатот го започнав со блокирана општина и долг од 58,5 милиони, од кои 17,7 беа тековни, а над 40 милиони денари тужени долгови, кажа на прес градоначалникот на Виница Емил Дончев. Да не презедовме мерка за деблокирање на општината, бидејќи тогаш општината беше блокирана, да не направивме план за деблокирање на општината, веќе следната година општина Виница ќе имаше плюс 5,5 милиони денари по основ на камати. После наредната година, 2011-2012, ќе се пресметуваше камата врз камата и за 6 години од тогаш до сега ќе имавме некаде нов долг од 45 милиони денари или, како што вие сакате да кажете, повеќе од 700.000 евра. Овие 700.000 евра ги заштедила градоначалникот и неговиот тим во овие 6 години. Во 2010-та е направен план за раздолжување, пошто тужениот долг е намален на 11,3 милиони денари. Моменталниот долг на општина Виница изнесува 34 милиони 576.318 денари и тековни побарување по основ на комунали или надоместок на изградено земјиште 7 милиони, значи реално долгот ќе биде некаде околу 27 милиони денари. Од овие тековни обврски во изминатите 6-7 години немаме ниту една тужба, ниту едно извршно решение, освен тужбата од советниците на СДСМ, која што во цело се исплативме. На пресконференцијата градоначалникот Дончев зборуваше и за кредитот кој општината го извади за решавање на проблемот со атмосферската канализација во градот. 2014 година општина Виница од Министерството за финансии доби потврда за кредитоспособност. Така да лимитот со кој што можеше општина Виница да се задолжува беше некаде околу 1 милион евра. При анализата дали да ја задолжиме општината со кредит, кој што да подсетам е без камата, само со 1% амортизациона камата, и на крајот следи грант при реализација на овие проекти, при анализата како да го враќаме овој кредит, дојдовме до заклучок дека со заштедата на од уличното осветлување ќе имаме некаде околу 80% од ратата што ќе следува во наредниот период. Ова е одговорот на виничкиот градоначалник на пресконференцијата на СДСМ на која го обвинија дека ја задолжил општината. Како потврда за она што го кажа, градоначалникот повика представници од СДСМ во општината за лично да им ги покаже сите фактури кои го потврдуваат она што тој денес на прес го кажа.